Ајнштајн и Чаплин. Ајнштајн и Чаплин се восхитуваа еден на друг за нивното влијание врз светот, Чаплин преку универзалната тишина на уметноста, а Ајнштајн преку револуционерната наука. Тие споделуваа слични гледишта за човечноста, имагинацијата и опасностите од технологијата. Нивниот познат разговор на премиерата на Сери Леец во 1931 година ја одразува нивната взаемна почит. Некои цитати како оној на Ајнштајн за технологијата веројатно се погрешно припишани, но нивните пораки остануваат мокни. Нивниот познат разговор на премиерата на Сери Леец во 1931 година. Мислиме премногу, а чувствуваме премалку. Повеќе од машини ни е потребна хуманост, повеќе од умешност ни се потребни добрина и нежност. Без овие квалитети животот ќе биде насилен и ќе биде изгубено. Чарли Чаплин. Се плашам од денот кога технологијата ќе ја надмине нашата хуманост. Светот ќе има генерација на идиоти. Човечкиот дух мора да надвладае над технологијата. Алберт Ајнштајн. Животот е прекрасна, величествена работа, дури и за една медуза. Чарли Чаплин. Не чекај чуда, целиот твој живот е чудо. Алберт Ајнштајн. Жал ми е, но не сакам да бидам император. Тоа не е моја работа. Не сакам да владеам или да освојува. Би сакал да им помагам на сите, ако е можно, евреин, неевреин, црн човек, бел. Чарли Чаплин. Слава на човекот кој поминал низ животот секогаш помагајќи им на другите, не знаејќи за страв, и на кого агресивноста и омразата му се туѓи. Од такви луѓе се создадени големите морални лидери. Алберт Ајнштајн. Животот би можел да биде прекрасен кога луѓето би те оставиле на мир. Чарли Чаплин. Што сакав и очекував од животот беше да седам мирно во некој агол и да ја работам својата работа, без јавноста да ми обрнува внимание. Алберт Ајнштајн. Животот може да биде прекрасен ако не се плашиш од него. Се што ти треба е храброст и имагинација. Чарли Чаплин. Имагинацијата е јазикот на душата. Обрни внимание на својата имагинација и ќе откриеш што ти е потребно за да бидеш исполнет. Алберт Ајнштајн. Разговор помеѓу двајцата. Алберт Ајнштајн, она што најмногу го почитувам во твојата уметност е нејзината универзалност. Не изговараш ниту збор, а сепак целиот свет те разбира. Чарли Чаплин, точно, но твојата слава е уште поголема. Целиот свет те почитува, иако никој не разбира ниту збор од тоа што го зборуваш. На фотографијата Алберт Ајнштајн и Чарли Чаплин во 1931 година на премиерата на филмот Кети Леец во Лос Анџелес, Ајнштајн рекол дека Чаплин бил единствената личност во Холивуд што сакал да ја запозна.